Неколку земји го зголемија обемот на трговија со Русија од незината инвазија на Украина во февруари 2022 година, вклучително и некои членки на Европската унија и НАТО. Гледаме зголемување на трговијата во низа различни земји како Индија и Грција, например, кои увезуваат ефтина руска нафта по ниските цени на пазарот. Ова е она што предизвикува пораст на трговијата таму. Но гледаме и други земји како Турција, например, кои извезуваат многу електроника, како и хемиски индустријски стоки во Русија, за да ги искористат дупките на рускиот пазар кои се предизвикани од одговорот на Г7 групата. Анализата покажува дека обемот на трговија на Кина со Русија се зголемува годишно во просек за 23% во последниве 5 години, без влијанието на пандемијата во 2020 година, како и за 27% од инвазијата на Украина. Но Нил Греем вели дека Пекинг всушност покажува знаци на воздржаност од инвазијата. Кина има ангажман со Русија и секако ја зголемува својата трговија во целост, но тоа го прави во согласност со црвените линии што Западот ги повлече, поради страф од одмазда на Западот против Кина што ќе ја одсече од многу поважниот западен пазар. Трговијата на Индија со Русија се зголеми за 250% од 2021 година. Кина и Индија увезоа рекордни количини руска нафта во мај, профитирајќи од намалените цени, откако групата 7 богати земји воведе ограничување на цената во декември. Атлантскиот совет вели дека членката на НАТО, Турција, исто така обезбедува витален спас за руската економија, со зголемување на обемот на трговија за 93%. Тоа вклучува чувствителни материјали како интегрирани кола и полупроводници. Голем дел од ова повторно е транзит на стоки што се увезуваат во Турција, потоа се извезуваат во Русија во целост. Така Турција се појави како центар на можно избегнување санкции. Турција во март ја увери Европската унија дека повеќе нема да испорачува или транзитира стоки во Русија кои се предмет на санкции или извозни контроли. Анкара негираше дека извезува стока во Русија што може да има воена примена.